Од местото каде се чуваат запленетите 40 тони марихуана, министерот Панче Тошковски за прв пат се обрати во јавноста за акцијата, но не пред камерите на медиумите, туку пред видео снимено од камерата на МВР. Спакувана во кутии, марихуаната засега се чува во објект на МВР, а Тошковски, придружуван од премиерот Христијан Мицкоски и директорот на Бирото за јавна безбедност Александар Јанев, изјави дека незаконски се третирала надвор од утврдените протоколи. Во соработка со сите останати институции, во соработка со сите надлежни комисии и инспекции, сметам дека во еден разумен временски период во наредниот период ќе делуваме соодветно за да можеме да го отстраниме сето ова незаконито произведена дрога, кое што крајна цел секој било или македонските улици или улиците низ Европа. И додека од МВР уверуваат дека се преземаат чекори да се утврди фактичката состојба и да се расветли случајот, одговори на прашањата нема. Како 5 тони марихуана кои се пронајдени во Србија излегле од државава, како што тврдат тамошните власти, зошто никој не е приведен и покрај запленетите 40 тони марихуана од скопската Алфа Фарм и 2 струмички фирми. Премиерот Мицкоски повтори дека ќе се проверуваат сите фирми за одгледување на медицински канабис. Како проблем го посочи донесувањето на правилникот, односно подзаконските акти од страна на претходната влада на СДСМ и на ДУИ за да се одгледува цветот марихуана, кој не ги задоволува потребните норми. Тоа било многу јасно и на тие кои што го носеле тој правилник. Сега вистинското прашање е кој бил мотивот да се донесе таков правилник ако вие знаете дека не можете да го постигнете квалитетот за да произведете масло кое што ќе се продава на пазар и кое што ќе ги исполнува нормите. И тука треба да се направи една озбилна истрага, но ова е само почеток. Од СДСМ прашуваат кој ќе одговара, бидејќи фактите упатуваат дека без поддршка од структури во власта, во МВР, во царината и во други институции невозможен е шверц на 5 тони марихуана во Србија. Во Алфа Фарм беа запленети на 9 тони марихуана по апсењето на нејзиниот косопственик Иван Драгник во Србија. Алфа Фарм е една од тие фирми која е формирана во пресрет на измените на правилникот во 2023 година, според кој марихуаната може да се одгледува и на нива, а тоа според експерти влијае на нејзиниот квалитет, па затоа завршува на црн пазар. Обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција истражува поврзаноста на запленетите 5 тони марихуана во Србија со одземените 40 тони. Српските надлежни органи тврдат дека марихуаната пристигнала од македонско тло, а премиерот се уште нема информации дали 5 тони излегле од нашата граница заведени како друга стока. Министерот Тошковски воопшто не го спомна случајот во Србија. Кутиите со марихуана сместени во хангар ги чуваат припадници на специјалните полициски единици. Не е позната локацијата од безбедностни причини, а поради тоа не биле повикани медиумите за да известат, но и да постават прашања на кои се уште нема одговор.